Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково во селото Кучково, место создадено за убавина и за уживање. Ние сме токму овде со новиот рецепт на денот. За денешниот ваш ручек, вечера или ужина ќе ви направам прекрасни ќофтиња од грашок. Сме правеле многу ќофтиња од компир, од зелка, од тиквичка, од дорис, од граф, но од грашок никогаш. Затоа сега скоро ги направив дома и гледам толку се вкусни, рпкави одозгора, внатре сочни, со вкусот доминантен на кромидот и на грашокот. И затоа решив таа рецепта да ја споделам со вас, нашите верни гледачи. За овој рецепт, за овие ќофтиња од грашок, вас ќе ви бидат потребни 250 грама грашок. Дали ќе биде замрзнат па обарен, но мора да биде обработен. Или од конзерва, најдобро за овој рецепт да биде од конзерва, или свеж, кој што секако претходно ќе го обарите, водата ќе истурите и ќе го користите само грашокот. Една главица кромит, едно мало морковче кој што е изрендано, малку ситно сечкан макдонос, 2 до 3 супени лажици пченкарно брашно, тоа е палента, малку ким, едно кафено лажиче ким. Овесни снегулки ќе ни требаат, ќе видите кога, затоа не можеме да кажеме дали 2 лажици ќе искористиме, дали 3, дали една, за на самиот крај. Кога ќе ја добиеме смесата, ќе ја згуснуваме со овесните снегулки. Палента за препелкање на ќофтињата, малку масло, едно 5-6 супени лажици во тестото и после за плекчето во кој што ќе ги печеме, малку сол, малку мешан сув зеленчук, малку буковец и малку бибер и еден сок од лимон. Да преминеме на работа. Најпрви грашокот ќе го ставиме во блендер. Заедно со кромитот. Нас не е потребно една главица кромит. Така. Сега ќе го пуштам блендерот. Така. Сега ќе му ставам малку масло. И малку сок од лимон. Од еден лимон. Сега да видам. Уште малку. И да има и некој зрно грашок останато, нема никаков проблем. Веќе ја добивме базната смеса, базата.
Имаме еден сат во кој што сето ова ќе го месиме. Да соберам се од внатре. Ете така. Веќе добивме пире од грашокот и од кромитот. Еве како тоа изгледа. Густа каша. Сега тука ќе го додадам морковот. Морковот не го блендираме. Промешуваме. Ќе ја додадам палентата. Овде ќе имам 2 супени лажици, 2,5. Така. Промешувам. Сега додавам ким. Кимот прекрасно одговара. Го додавам ситно сечканиот макдонос. Доколку сте повеќе луѓе во семејството, дуплирајте ја дозата. Сега ќе ги ставам зачините. Ставам сол. Малку мешан сув зеленчук. Половина кафено лажиче, исто половина кафено лажиче буковец. И малку бибер. Така. И промешувам. Сега, што ви реков на самиот почеток, сега играме со овесните снеговки. Ставам на почеток 2 раце. И овие ќофтиња треба да ги оставиме сега да одстоje затоа што не знам колку ќе впие од водата овесната снегулка. Значи морам да добијам тесто, затоа што од тоа тесто треба да обликувам ќофтиња. Значи идам на уште една рака и уште малку. Тоа самото ќе ви покаже. И морам да го оставам 10 до 15 минути да одлежи во смесата, да набабрат снегулките и потоа ќе ги формирам ќофтињата. Ете, гледате колку малку време е потребно, посебно ако грашокот е од конзерва, нели? А може и замрзнат. Еве ја смесата. Ја оставам 10 до 15 минути да одстои, тогаш ќе набабри и ќе се згусне уште повеќе и ќе ги формирам ќофтињата, ќе ги препалкам во пресла. Како убаво мириса. Еве го тестото, гледајте како убаво набабриле овесните снегулки, ја земале вишокот на течност што е од смесата
И сега можеме да ги препелкаме ќофтињата во презла. Прво да ги формирам. Ова веќе нема да ми треба. Така. Сега што ќе направам? Малку масло. И тука малку масло. И тука. Во тавата. Таман ќе си ја намастам раката, за да можам да ги вадам ќофтињата. Земам во големина колку едно јајце. Во презла. Па ги ставам на намастената хартија за печење. Нека бидат подебелки малку. Така. Значи со прстите, колку што ќе фатите, тоа излегува колку едно јајце големина. Така. И постапката ја повторувам со сите подеднакво исто. Редната ќе ја пуштите на 200 степени и кога ќе фати коричка од озгора, ќе намалите на 180. Прво на 200 околу 10 минути, а потоа 20 минути на 180. Можете зачини да си ставате по ваша желба. Дополнително, какви сакате. Вака да си направам место. Така. Значи, еве, од оваа доза, колку ќофтиња ми излегоа? 4, 8, 9, 10, 11 ќофтиња. Еве, драги мои, јас едва чекам да се испечат и да ги пробаме. Може ќе ставиме некој сос, да ги мацкаме во сосот. Ќе видам каква идеја ќе добијам, а вие останете со вкусот на традицијата и следува сега дегустација на ќофтињата од грашок. Драги мои, ова е, да ви кажам, вистинско откритие. Ќофтето од грашак, омилено ми станува, омилено. Погледнете, ни да се мачите да пржите, ни тоа да пие многу зејтин, значи ништо. И крцкаво. Чудесија. Знаете кимот што направи. Ау! И мислам, природно ќе ми оди вака. Барем во одсече ќе си макнам.
Леле, колку е добро. Да ви кажам, од почеток веднаш ви советувам 3 дози направете. Ова доза за еден дали е до. Леле, колку е ова вкусно. Спојот на сите вкусови на зеленчуци. Нема најаска ова. Нема најаска. Уживајте во овие вкусови. И да ви кажам, не ставивме јајце, значи се е посно во него и можете да уживате во овој вкус. И да ви кажам, испратете ни некоја фотографија на страната на Вкусот на традицијата, да ја споделиме со нашите гледачи, а ние наскоро и рецептата ќе ја споделиме. Драги мои, знаете како велат, дека како ќе процените нешто дека му дошло крајот, дека тоа што го трпите станува поскапо од тоа што го губите. Затоа, внимателно. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Дотогаш останете ни здрави и живи. Довидување.